Советот на општина Кочани ја одржа 23-та седница, која е последна за тековната година. 40-тината точки на дневниот ред главно се однесуваа на предлог плановите и програмите за работа на локалната самоуправа за наредната година. Без подолги дискусии и суизвисни забелешки како на дополнување заради подобрување на дел од програмите, советниците со мнозинство гласови или едногласно даваа подршка на планските документи за функционирање во наредниот период на одделни сектори и институции што се под надлежност на општината. На седницата се разгледуваше и предлог буџетот на општина Кочани за 2023 година, со кој се планира слично ниво на капитални расходи од основниот буџет, односно околу 43,6%, што представува пораст од околу 1% во споредба со оваа година. Од општинската администрација нагласија дека е задржано високо ниво од близу половина од расходите што ќе се наменат за капитално инвестирање. Приходите на општината се со вкупен износ од 707.265.000 денари, односно кај основниот буџет. Приходите се 271.121.000 денари и тие приходи се добиени со анализа на историски податоци и досегашниот тренд на прибирање на средства во општинската каса. Односно, даночните приходи во општината се со вкупен износ од 143 милиони денари. Неданочните приходи се со 24.800.000 денари, капиталните приходи се со 44.100.000 денари, приходите од дотации се 383.749.000 денари, приходите од трансфери се 60.782.330 денари и приходите од донации 34.315.000 денари. Капиталните расходи по програми ги има во сите капитални програми, односно се 43,63%, значи многу сме близко до 50% од капиталните расходи и ова е добра препорака за реализација на програмите основни во наредната 2023 година, додека тековно оперативните расходи се со 56,37% од основниот буџет. Во рамки на расправата за буџетот за наредната година беше даден предлог за пренамена на средства за подобрување на спортската инфраструктура во образованието, особено кај училиштата кои не располагаат со соодветни услови. 3,5 милиони денари, значи и минатиот пат спомнав, мој предлог е со тие средства да се направи проект и да влезе значи во буџетот за наредната година изградба на спортско игралиште, така наречено балон. Со основните училишта Малина Попиванова и Раде Кратовче немаат сали, односно Малина има, мислам, мала сала која мислам нека не е реално способена за потребите на тоа училиште, исто и Раде Кратовче. Значи, мој предлог е тоа да биде во училиштето Малина Попиванова, од причини бидејќи таму има локација, има слободно место каде што може да се смести тој балон, додека во Раде Кратовче, според мене, треба да размислуваме, ајде не за оваа година, ама 2024 година да планираме изградба на спортски објект, мислам да биде спортска сала, бидејќи реално имат потреба за тоа. Предлогот на советникот Лазаров не доби подршка од советниците. Потоа се премина на гласање по предложениот текст на буџетот за идната година, при што тој доби подршка со 12 гласа за и 1 воздржан. Возачите од источниот регион конечно можат да возат побезбедно и побрзо во правец на Скопје, откако се комплетираа градежните работи на втората делница до Крупиште од експресниот пат Кочани-Штип. Во присуство на премиерот Димитар Ковачевски, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта ЕУ Прустеми, во сообраќај е пуштена трасата долга 13,7 километри, чија изградба чинеше над 18 милиони евра. Како што ветивме и сигурно се сеќавате дека пред еден месец дадов задолжение да се завршат последните активности од изградбата на оваа делница, еве не денеска тука за да го исполниме тоа ветување. На моје огромно задоволство, но верувам и на огромно задоволство на граѓаните од целиот источен регион,
ја имам честа да го пуштам во употреба експресниот пат Крупиште-Кочани. Нека ни е со среќа и честитки пред се до сите вклучени и до Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта, изведувачите, подизведувачите и надзорот. Завршена е денес голема работа. Со пуштањето во сообраќај на целата должина на експресниот пат се скратува времето за патување од регионот до Скопје, како и до другите градови во државата. Нема поубав момент од овој кога годината ја завршувате со реализација на крупен капитален проект од исклучително значење за преку 190.000 граѓани од овој регион. Посебно ми е драго, бидејќи знам колку овој експресен пат им беше потребен на жителите од Штип, Пробиштип, Крупиште, жителите од Чешиново, Блешево, граѓаните на Кочани, Виница, на Беровчани, на жителите на Делчево и на сите останати граѓани кои секојдневно поминуваат по оваа источна траса. Патиштата ги поврзуваат луѓето, ја зголемуваат капиталната вредност, тие се акцелератор на економијата, трговската размена, конкурентноста на државата и безбедноста на сообраќајот. Од Јавното претпријатие за државни патишта потенцираа дека експресниот пат од Кочани до Штип е граден според високи стандарди, како во првата, така и во втората делница. Ширина на патот е 11,4 метри и има 4 ленти, а тоа по две коловозни од по 3,5 метри и две ленти за застанување од по 2 метри, како и две равни ленти од по 0,20 метри. Максималната брзина на движење на експресниот пат е 110 км на час. Дозволете во оваа прилика да им заблагодарам на изведувачот на градежните работи Синоhydro и надзорот Пат Инвест Инженеринг за успешна завршена работа. Во првата фаза од изградбата во 2020 година беше пуштен делот од експресниот пат од Штип до Крупиште, чија должина е 14,3 км и вредност од 12,5 милиони евра. Со втората делница пак се комплетираше целата сообраќајница во должина од 28 км, за која се инвестирани околу 37 милиони евра. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани организираше отворена трибина на која присуствуваа земјоделци и други граѓани, при што се разговараше за проблемите во земјоделското производство. Најголем дел од дискусиите се однесуваа на оризопроизводството, наводнувањето, пласманот и откупот на производството. На трибината зборуваа представници од водостопанскиот сектор, од самостојниот синдикат на индивидуалните земјоделци, како и председателот на Комисијата за земјоделство и водостопанство на ВМРО ДПМН Цветан Трипуновски. После она во Струмичкиот регион, денеска се наоѓаме во Кочани на средба со земјоделците од овој регион, со оризопроизводителите. Ќе разговараме за сите актуелни состојби во оризопроизводството и сите оние проблеми кои што ги мачат земјоделците од овој регион. Она што ќе биде главна цел и поента на оваа трибина, тоа што ВМРО ДПМН ќе понуди сериозни проекти и мерки што ќе значат излез од оваа тешка ситуација во која што се наоѓаат оризарите, бидејќи ова е една од гранките која што офаќа сериозна категорија на луѓе и поголем дел од Република Македонија, затоа што овие земјоделци навистина заслужуваат да имаат достоинствен живот и оно што го произведуваат да има одредени економски бенефити за нивното семејство. На отворената трибина на ВМРО ДПМН беа критикувани актуелните политики во земјоделството, најавените измени во начинот на субвенционирање на земјоделското производство, проблемите во наводнувањето и други теми. Средбата беше можност да се слушнат и ставовите на земјоделците за одредени прашања, што во најголем дел се однесуваа на производството на ориз. Младите членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари одржаа 2 новогодишни концерта за жителите на Зрновци и Оризари. Се работи за традиционална активност на ансамблот што се организира веќе 21 година поред, при што играорците и оркестарот за изворни песни и ора се представија со богата програма. Во Зрновци самостојниот концерт на секцијата на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов годинава беше по втор пат. Во рамки на празничната програма на двете вечери настапија сите возрастни групи. Публиката која ги исполни салите на домовите на културата
уживаше во нивниот настап и ги награди со аплаузи. Годинава беше оценета како една од најуспешните за фолклорниот ансамбл, кој имаше голем број настапи во земјата и во странство. Ова е една од најуспешните години со 7 меѓународни учества, односно 16 настапи надвор од државата и 59 учества на фестивали и манифестации во земјата. Еден добар показател дека оваа година беше премногу успешна на фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари. Тоа е добро што на нашите игрорци на меѓународните фестивали во странство се покажуваат во одлични изданија и имаме добри признанија и благодарници со најдобра изворна носија, што е еден знак дека имаме добра, убава носија од Источна Македонија. Исто така имаме изворни ора кои што во Врњачка бања на фестивал Дживџан Фест, петиот меѓународен фестивал, од 1600 учесници освоивме најдобра кореографија за орото крстачка. Во рамки на новогодишните концерти во Зрновци и Оризари се одржа и новогодишна лотарија со голем број пригодни награди за учесниците. Исто така за сите млади фолклористи кои настапија на сцената беа обезбедени новогодишни пакетчиња од страна на ансамблот. Фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари е формиран пред околу 5 децении, а со богатиот репертоар на изворни народни песни и ора, особено од осоговијата, е достоен представник на македонскиот фолклор во државата и странство. Релативно ниските температури, тенката снежна покривка и зимските услови не ги спречија десетината членови на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов да го реализираат традиционалното зимско предновогодишно искачување на врвот Руен на Осоговските планини. Кочанските планинари, заедно со неколкумина своји колеги од Неготино, без поголеми проблеми стигнаа на надморска височина од 2252 метри. По краткото задржување на врвот заради вообичајното фотографирање и освежување, тие продолжија и кон врвот Сокол на 2035 метри. Во рамки на предпразничната атмосфера, учесниците на маршот закитија и новогодишна елка на падините на Осогово. Пешачењето по трасата долга околу 18 километри за членовите на Кочанскиот планинарски клуб беше добра можност за проверка на подготвеноста и физичката издржливост, како и за стекнување искуство за ориентација и снаоѓање при зимски временски услови. Оваа акција е завршна во 2022-та, а следната традиционално ќе се реализира на почетокот на новата година.